Poštovani građani, poštovani predstavници на медиумите, јас имам задоволство денеска да одржиме четвртата седница на владата на Република Северна Македонија токму во центарот на истокот во општина Штип. И ова е четврта седница која што одржуваме надвор од Скопје и тоа беше тенденција на владата што е можно повеќе да се приближиме до локалната самоуправа, до граѓаните, заради тоа што е исклучително важно да имаме добро партнерство и добра соработка. Заради тоа што кога непосредно разговарате за проблемите, кога непосредно разговараме за проектите, тогаш навистина можеме и заеднички да изнајдеме соодветни решенија. Денеска на седницата на влада ќе присуствуваат градоначалниците на Штип, на Проби Штип, на Радовиш, на Конче, на Свети Николе, на Лозово. Тука ќе бидат Карбинци и Чешиново Облешево. Со нив ќе разговараме за целиот овој регион, за визијата на владата во делот на развој. Знаете дека акцентот секогаш го ставаме на капиталните инвестиции, инвестициите во инфраструктурата и во делот на економијата, заради тоа што е многу важно да имаме економски развој, да имаме подобар животен стандард за граѓаните. Денеска многу од министрите, замениците министри, директорите на јавните предпријатија, јас лично бевме на терен во целиот овој регион, се со цел да видиме како функционираат мерките на владата кои што ние ги донесовме, како и на кој начин и во која фаза се инвестициите кои што ги вложуваме токму овде на овој регион. И со задоволство можам да констатирам дека овие мерки кои што ги носеше владата во изминатите 2,5 години, а се однесуваа пред се и на потик на економијата, меѓутоа и на заштита на човековите права, на работничките права даваат ефект. Денеска заедно со градоначалникот, со заменик председателот Мила Царовска, меѓутоа и со представници на работодавачите и со представници на работниците заедно посетивме една од најголемите текстилни фабрики во овој регион, Албатрос, и навистина се уверивме во позитивните политики кои што ги носеше владата во овој период. Сакам да потсетам дека клучна задача беше како да ги вратиме парите назад кај граѓаните и како да ги вратиме пари назад во бизнисот, заради тоа што тоа ќе допринесе дополнителен развој. Сакам да потсетам дека оваа влада за период од 2,5 години веќе може да се пофали со зголемувањето на минималната плата на 14.500 денари. Знаете дека 2017 година таа беше помалку од 9.000 денари. Тоа покажува дека грижата за работниците и грижата за човекот генерално ние во прв план, посебно што со законските измени кои што ги направивме, веќе се изедначува минималната плата за сите гранки и за трудоинтензивните. Пред се текстилната индустрија и кожарската индустрија, и тоа е дополнителен импулс во економијата. Исто така поддршката на економските субјекти, поддршката и вложувањето, односно директна субвенционирање на инвестициите во економијата, можеме да ги видиме и преку светлиот пример, би рекол, на овој регион, а тоа е фабриката Актива, која што и го зголемува својот производствен капацитет и бројот на вработени, меѓутоа и повеќе извоз имаме од Република Северна Македонија. Исто така се посетија од страна на заменик председателот на владата Радмила Шекеринска и касарната Јане Сандански во Штип. Имаше посета на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во однос на Злетовица, односно експлоатацијата на водата од браната Злетовица за општините Карбинци. Ќе продолжиме и понатаму се со цел да тој капацитет биде целосно искористен и преку обезбедување на здрава и чиста вода за пиење, меѓутоа и за вода за наводнување. Рече градоначалникот, мене ми е чест што денес ќе разговараме за одредени точки кои што ќе значат поддршка и на општината Штип, меѓутоа и на општините од овој регион, се со цел да се стави акцентот на развојот и на напредокот на општина Штип и на целиот овој регион. Драго ми е што прв пат се одржува седница на влада овде, прв пат имавме можност директно да разговараме, меѓутоа и директно да носиме одлуки кои што се однесуваат на овој регион, и се надам дека денешните одлуки ќе бидат многу значајни како мотивација и за локалната самоуправа, за тоа што треба да работиме понатаму, се со цел определбите наши, а тоа е вложувањето во инвестициите, вложувањето во човечкиот потенцијал, заштитата
на човековите права, заштита на работничките права да не бидат наш врвен приоритет.